Kako da se iscelam, kako da ozdravam. Pa ako si го воспоставил заборавениот паднат и загубен однос со Таткото на небесата и Син на земјата и го повикуваш името Исусово, секојдневно Исус да живее во твоето срце, ти ќе постапиш според упатствата во Светото Писмо, што и да побарате во мое име, од Отецот ќе ви се даде и велиш Татко, во името Исусово барам да бидам исцелен, покажи ми што да покајам, се покајувам за секој грев, им простувам на сите. Не сакам да бидам болен, ти си мојот доктор и исцелител, не одам по лекари, се покајувам за гревовите на моите предци, ја прифаќам твојата волја во мојот живот, прослави се во мене, да се прославам во тебе. И упорно со тврда вера, јас сум здрав и исцелен во Исуса Христа, а потоа тој ќе ти даде во духот, ако си во единство со духот, да заповедуваш: излези од мене ти што ми го гребеш грлото, излези од мене ти што ми го наплеваруваш рбето, излези од мене секој демон на болка, секоја слабост, секоја проклетство и магија, и остануваш со тврда вера. Се е можно за оној кој верува. Ете така можеш да бидеш свет целив, да бидеш исцелен во Исуса Христа, во љубовта која никогаш не сопира, да бидеш еден дух со Него, една радост со Него, една љубов со Него, да се вратиш во Царството Божјо и Царството Божјо да биде внатре во тебе и ти да бидеш храм на љубовта, да бидеш светлина на светот, да ја пренесуваш радосната вест, да ги облечеш обувките на Евангелието на мирот. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Човекот не е создаден да биде болен, но треба да се врати во прегратката на Таткото Небесен Исус Христос. Болестите се аларм да се разбуди твојата душа, ќе пострада со телото да не греши повеќе, за да можеш да го исчекориш тој чекор на љубовта од стариот човек под крстот Исусов кон новиот љубовен човек, Исусов Син, Син на Таткото Небесен, Син Божји во љубов вечна за секогаш Исус, од земјата до небесата. Ти си наред со труднику да го исчекориш тој чекор на љубовта. Амин.